Официјално започна изборната кампања за предвремените парламентарни избори кои треба да се одржат на 15 јули. Веднаш по полнок откако стартуваше изборната кампања, социјалните мрежи се преплавија со пропагандни материјали, односно видео спотови на политичките партии. Едните промовираа европски вредности и иднина, додека другите се занимаваа со делата на претходната власт предводена од СДСМ. Првите спотови на коалицијата Можеме, предводена од СДСМ, се посветени на иднината на младите, пензионерите и работниците. Во еден од спотовите прашуваат во каква земја сакаме да живееме, правејќи паралела со претходната власт предводена од Никола Груевски, кој е во бегство, и власта предводена од Зоран Заев. Се надевам дека ќе придонесам и како човек, и родител, но и како политичар, да и моите па и сите деца имат плюс причини да бидат дома. Во каква земја сакаме да живееме? Во земја со решени проблеми на стечајците и со месечен надоместок за пристоен живот. ВМРО ДПМН започна со кампања со контраверзен спот, каде што граѓаните се со свиткани кичми. Пораката на спотот е дека дојде време граѓаните да се исправат и да ги исправат неправдите. Го разочара целиот народ, ги разочара и младите, и затоа сега тие си одат од земјата. Дафина Стојановска, носител на листата на коалицијата Обнова на Македонија во изборната единица 6, во видеоспотот на ВМРО ДПМН, вели, со животот треба да се практицира, а не само да се пропагира. Кампањата ја започна сутринската молитва во црквата Свети Кирил и Методи во Тетово. Стоиш пред одлуката дали ќе поддржиш вистински соживот, почит и толеранција. Во друго видео, ВМРО ДПМН пробува да бидат вицкасти и преку сарказам се обидува да ги представат неуспесите на власта. Така. Това е грандиозниот објект на представништвото на Северна Македонија. По објавувањето на спотот на ВМРО ДПМН со свитка на кичма, веднаш се појавија неколку пародии на социјалните мрежи. Болките во половината постојано ве мачат, се наведнувате тешко, бавно се движите, дури и кога ќе легнете не чувствувате олеснување. Не одложувајте, нарачајте Космодис Класик помагало за половина. И она му викаше немој да се тепаш со тие будали се, гони ги а он беше со главом низ зид што се вика, отиде и му е скршија кичмата тогаш и брат му вечерта многу се наљути од што му беше жал. Покрај пародиите, Здруженијето Хендикеп Плюс реагираше на предизборниот спот на ВМРО ДПМН под слоганот Исправи се Македонијо, посочувајќи дека дел од интерпретациите на содржината на спотот оставаат можност лицата со попреченост да бидат прикажани во понижувачки контекст, со деградирачка и навредлива позиција наспроти сите други. По реакцијата на Здруженијето Хендикеп Плюс на Твитер се објави твит кој гласи: а дали е во ред СДС да ангажира лица со попреченост на штандовите да делат флаери? Нова реагираше активистот Зоран Кардула и на својот Facebook профил напиша: втор ден кампања за избори и на ВМРО им излегува целата таа злоба, деструктивност и дискриминација на која се научени. Лицата со попреченост се рамноправни граѓани во оваа држава и секој ваков чин треба да се осуди. Цивилноста реагира на ваквите предизборни спотови кои се истовремено понижувачки за луѓето, а особено за лицата со попреченост и за жените. Цивил упатува апел до сите чинители во изборниот процес во иднина да внимаваат какви пораки испраќаат со нивните предизборни пропагандни и медиумски продукти. Навреди, понижување, дискриминација, сексизам се крајно неприфатливи начини на политички надпревар. Уште пред да започне предизборната кампања, Цивил побара од политичките партии кампањите да ги водат фер, демократски и безбедно, да се однесуваат одговорно кон јавноста и кон законите и демократските стандарди. Од Цивил потенцира дека од политичките партии се очекува црната пропаганда да ја заменат со позитивни пораки и со идеи кои произлегуваат од нивните програми, за граѓаните да може да имаат јасна слика за политичката понуда, пошто ќе донесат информиран избор на денот на гласањето. Партијата на Али Ахмети го представи својот кандидат за премиер, на челната позиција во новата влада, дои го номинира нотарот Насер Зибери. Тој беше пратеник од редовите на партијата за демократски просперитет во 3 мандати, а од 96 до 98 година беше министер за труд и социјална политика и подпредседател на владата предводена од Бранко Црвенковски. Зибери во своето обраќање им порача на Заев и Мицкоски дека не се газди и сопственици на оваа земја.
Thаш po kandidaturës sepse kjo ide është më e madhe se sa unë. Kjo ide është më e madhe se sa BDI-a. Zaevit dhe Mickovskit ju them, ju nuk mund të mohoni të drejtën e shqiptarëve për të pasur kryeministër shqiptar. Председателот на Народната партија на ромите, Геге Демировски, кампањата ја започна сам од Прилеп. Преку селфи видео на Facebook истакнал дека ромите на овие избори ќе гласаат за него, односно за единствената ромска политичка партија која самостојно настапува на овие избори и најави дека нема да дозволи ромските гласови да одат за македонските партии. Во видеото и фотографиите што ги објави на неговиот Facebook статус има и малолетни лица. Да не доаѓате да барате глас кај ромите во Прилеп. Апелирам до Прилеп. Ниту еден глас немај да давате за никого. Ни цела држава. Доста бевме ергати за неромски партии. Како што се навестува, социјалните мрежи ќе бидат бојното поле каде што политичарите ќе се борат да добијат глас повеќе.